Кочанскиот футсал, второлигаш кој се наоѓа пред две големи искушенија во правенството и во купот, синоќа му беше домаќин на најдобриот футсал клуб во Македонија КМФ Железарец од Скопје. Двата тима одиграа ревијален надпревар во кој кочанци купуваа искуства, а скопјани увежбуваа варијанти во пресрет на финишот на правенството. Во првото полувреме Кочани имаше повеќе шанси од гостите, но резултатот беше во корист на скопјани кои водеа со 4:2. Веројатно оптоварени со футсал величините на Железарец, кои се репрезентативци на Македонија, кочанските фудбалери промашуваа и тогаш кога беше потешко да се стори тоа. Во вториот дел до израз дојдоа квалитетите на Железарец и со поангажирана игра, скопјани постигнаа 3 гола без да примат ниту еден, со што се постигна конечниот резултат од 7:2. Тренерот Крстев новој пријателски надпревар ги испроба сите расположливи играчи, што значи дека има реална слика за тоа кој колку може да пружи во четвртфиналето на купот и во разигрувањето за шампионската титула во втората лига. Пред почетокот на надпреварот, КМФ Железарец му подари на Владко Димитровски дрес со потписи од сите фудбалери во знак на благодарност за поканата и воспоставеното пријателство.